Општина Кочани се вклучи во големата национална екоакција Генералка Викенд за собирање и селектирање на отпадот од јавните површини. Во акцијата учествуваа ученици од основните и средните училишта, како и дел од вработените во комуналното претпријатие Водовод и Општина Кочани. Станува збор за активност со која се работи на подигањето на јавната свест за неопходноста отпадот да се собира и рециклира, со што ќе се зачувува и животната средина. Во акцијата покрај Општина Кочани и КЈП Водовод се вклучени основните и средните училишта, кои ќе чистат на одредени изборни локации кои што се на удар на отпад во нашата општина, каде што ќе се врши собирање и селектирање на отпадот. На крај селектираниот отпад ќе биде мерен од нивна страна и врз основа на тоа ќе ни бидат донирани садници кои ќе ги засадиме на потребните локации во нашата општина. Со поддршка како медицинско обезбедување, како и со директно вклучување во акцијата за чистење, учествуваа и волонтери од Општинската организација на Црвен крст од Кочани. Активноста се спроведе на локација околу спомен домот Асном, споменикот на слободата, кај Средното општинско училиште Лјупчо Сантов и во населбата Текешински лозја. Младите садници, што Општина Кочани ќе ги добие во рамки на акцијата, ќе бидат засадени на локации на јавни површини во градот. Генералка Викенд се реализира заедно со пивара Скопје и Пакомак, а со поддршка од Сдруженијата Нула отпад и Менен Маунтен, како и од Шпарка Себанка. Во активноста се вклучени 53 општини со над 13.000 волонтери и повеќе од 400 училишта. Во основното училиште Кочо Рацин од Блатец се одржа едукативна работилница за учениците, што се реализираше во соработка со Сојузот на извидници на Македонија. Работилницата е дел од програмата за едукација за заштита на животната средина Боренка, нацртај го своето дрво во партнерство со јавното претпријатие Национални шуми. Се работи за интерактивна акција што има за цел да ја подигне свеста на граѓаните, особено децата и младите, за важноста на шумите, заштитата на природата, последиците од глобалното затоплување и превенцијата и заштита од пожари. Акцијата Боренка ја спроведуваме во два пакета. Првиот пакет е едукативните работилници, каде што ги посетуваме основните училишта во нашата земја и каде што децата имаат можност со помош на јаглено моливче од изгорено дрво да си го нацртаат своето дрвце и да го засадат во виртуелната шума на Боренка. Колку повеќе деца се опфатени преку едукативните работилници, толку повеќе дрвца се засадени во виртуелната шума и тој број потоа се спроведува во вториот пакет, односно за време на акциите се садат дрвцата кои што ги имаат нацртано децата, односно колку повеќе дрвци има нацртано во виртуелната шума, толку повеќе вистински расат извидниците и другите волонтери и граѓани ќе заседат на опожарени подрачја. Во рамки на акцијата Боренка, едукативни работилници досега се одржани со повеќе од 2000 деца. Активноста за прв пат се реализираше во Блатец меѓу учениците од основното училиште Кочо Рацин, со оглед што општината и регионот беа тешко погодени од шумските пожари во изминатите години. По завршувањето на работилницата, веде директорката на училиштето Кочо Рацин Иванка Спасовска им врачи благодарници за успешната соработка. Во организација на Библиотекарското здружение на Македонија, во Општинската библиотека Искра во Кочани се одржа државниот надпревар Млади библиотекари. На надпреварот учествуваа 26 ученици кои победиле на општинските надпревари, што се одржаа во библиотеките во државата. Целта на надпреварот е да се промовира библиотекарската дејност, како и да се популаризира читањето книги меѓу младите. При тоа учесниците решаваат тест со 20 прашања, поврзани со библиотекарското работење. На располагање имаа време од 1 час и можност да освојат максимални 100 поени. Првото место му припадна на Матео Митевски од Куманово, втората награда ја освои Лина Рушити од Тетово, а трето наградена беше Сара Ѓоргиевска од Битола. Тоа што очекувавме и го добивме искрено. Имаше 26 ученици од основните училишта низ државата. Сега се веќе ќе ги доделиме првите 3 места кои што се во вид на вредносен ваучер и пригодни соодветна литература за нивната возраст и нормално сертификати за прво, второ и трето место и за сите учесници и нивните ментори ќе има по нешто. Така што во целост
ги исполнивме нашите очекувања и голема благодарност до домаќинот библиотеката Искра и директорката Кристина Георгиевска. По завршувањето на надпреварот се одржа и прогласувањето на најдобрите, при што им беа доделени и наградите. На останатите учесници и нивните ментори им беа врачени благодарници за учеството. Во организација на Клубот за планинарски спортови Москито од Кочани беше промовирана книгата Планинарско скијачко друштво Пониква од авторите Киро Герасимов и Љубинка Ајтовска. Монографскиот труд што го почна новинарот и публицист Герасимов, а го дооформи Ајтовска пред читателската публика, беше представен во пресрет на годишнината од неговата смрт. Дознав преку планинарите дека првото друштво всушност е Китка, чиј иницијатор бил Ацо Александар Пенов. И околу него луѓето кои што се биле собрани и го движеле спортското живење во Кочани. И понатаму, да не ги спомнувам, затоа што сигурно ќе испуштам некој. Борис Наков, Дулето, тројцата планинари кои што се искачија, кочанци кои што се искачија и на Мон Блан, Симеон Тодоров Моцо, Димитар Цеков Цеко, Никола Христоф Мице и сите еден голем дел од вас тука кои што успеваат едноставно да ја шират таа енергија. Слава Јорданов, да не го испуштам, Ѓорги Хаджиев, и тој беше исто на Мон Блан, еве Ирина, неговата сопруга, ја гледам овде и таа беше на патот кон тој врв. Сите тие искажаа неверојатно добри сеќавања, кои ќе можете да ги прочитате од книгата. Меѓутоа, она што сакам да го искажам е дека планинарското живење се развивало и преку скијачката школа. Овде се луѓе кои едноставно денес представуваат обучувачи, а и сами ја доживеале таа енергија на скијањето на тие први скии кои што ги има во кај Мице. Ги чува едноставно, љубоморно ги чува Мице и тие говорат за историјата на планинарството и на планинарското живење. Делото е посветено на почетоците и развојот на планинарството и скијањето во Кочани од пред повеќе од 6 децении. Составено е од 4 целини што говорат за природно-географските карактеристики на осоговијата, патеките и трансверзалите низ планината, туристичките потенцијали, а има и сеќавања на планинари членови од планинарското спортско друштво Пониква. Луѓето што се овде во книгата, кочанските херои, имале и срекна околност да стапат во контакт со вистинските луѓе кои што знаат и сакаат да сето тоа со нивното перо вешто да го пренесат на хартија и да остават еден аманет за идните генерации, бидејќи книгата е највредниот материјален доказ за нечие постоење. Ако не беше ова книга, приказките ќе се одеја помеѓу нас и така еден ден никој немаше да се сеќава на тоа. Некои луѓе мислат, како што сум напишал и овде, дека е доволно да купат скапа опрема, да гледат курс на YouTube или да идат 2-3 дена некаде и со тоа станале врвни планинари. Меѓутоа, знаете вие сите што сте тука дека тоа е голема заблуда. Одењето во планина не е битка со планината. Значи, најлошо е кога ќе кажеме го освои врвот. Не сум отиден таму да го освојувам врвот, освојувањето значи победа. Одам таму за да се дружам со него. А ќе се дружам ако тој ми дозволи. Ако не ми дозволи, нема да се дружам. И затоа, еве, јас за овие 30 години како наставник по географија, фактички сум го зборил сето тоа што вие овде го раскажувате во вашите мемуари. На промоцијата на монографијата за поранешното планинарско друштво од Кочани беше нагласено дека во него членувале голем број влюбеници во планинарењето и скијањето. Дел од постарите членови кои присуствуваа на представувањето на книгата искажаа сеќавања за настаните од пред повеќе децении. 23-та година кралот дал наредба после Првата светска војна за рехабилитација на војниците, да се најде место кај што ќе се рехабилитират од војната. Со стручњаци од Франција и југословенски стручњаци нормално, од Ниш надолу барале погодна планина со благопријатни услови кај што може да се тоа. И ја најдат Пониква. И тој кажуваше како вика таква концентрација на кислород како што е на Пониква и промена на воздушните маси, пошто таму стално пирка ветер и таму нема да застанете, а да не бе некој ветерче да не бе дувне.
И затоа вика е направена одлучено да се направи таму тој полигон за обука и за рехабилитација на врска. Курс за спасители на Шар планина, на Попова шапка. И отидовме таму со опрема од дрвени ски во армиско војно такмичење со петокракат звезда горе и кондури од војни отпад од Скопје. Црвени кондури. Кога видеа, кога се пуштиме прво на стаза таму да проверат инструкторите кој колку знае да скија, и кај кај си веселеци, бе? А они со опрема, со гојзерици, најмодерна опрема, сите со панталони за скијање се, а ние со фармерки, така. И вика, ајде да пробаме да видиме колку го знае да скија, и ние кога се пуштиме бесомици, цак, 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 цак. Вика, кај скијавте вие, бе? Викаме, на Пониква е. Каде е таа Пониква? Па викаме, Македонија, каде е? У Кочани. Монографијата посветена на почетоците и развојот на планинарството и скијањето во Кочани собра многубројни поранешни и сегашни активни планинари од Кочани и регионот, кои ги продолжуваат активностите на некогашните иницијатори за основање на планинарското скијачко друштво Пониква. Викендов се играат последните кола во првенствата на втората и третата фудбалска лига. Третолигашото Согово на домашен терен ќе се сретне со Струмичка Тиверија, а средбата ќе има повеќе ревијален карактер отколку што е важна за пласманот на табелата, барем што се однесува во низиниот горен дел. Жолто-сините од поодамна обезбедија настап во баражот за влез во втората лига, така што надпреворот на стадионот Никола Мантов ќе биде промоција на шампионската титула во третата лига, со надеж дека од догодина во Кочани повторно ќе се игра второлигашки фудбал. Надпреварот со Тиверија има и хуманитарен карактер, односно собраните средства од влезниците што ќе се продаваат по цена од 100 денари ќе бидат наменети за лекување на нашите сограѓани Димче Малчев и Славица Димитрова. Надпреварот меѓу Осогово и Тиверија се игра в недела со почеток од 17 часот. За разлика од третата, многу понеизвесен е расплетот за тоа кој ќе ја напушти втората фудбалска лига. Виничка слога по победата во минатото коло на домашен терен од 3:0 против Охрид Ликнидос, во последното коло ќе гостува во Радовиш на тимот на Детонит Плачковица. Средбата нема голема важност за домакините, но за гостите од Виница, успех и освојување на 3 бода теоретски може да обезбеди спас од испаѓање. Сепак, тоа не зависи само од виничкиот второлигаш, туку и од резултатите на другите надпревари на кои играат конкурентите Тетекс и Локомотива. Колку и да изгледа невозможна мисија, сепак надежта постои и до крај се очекува да завршат надпреварите. Средбата меѓу Детонит Плачковица и Слога се игра в сабота со почеток од 17 часот. Интересно е и во првенството на М14 кошаркарската лига, каде се надпреваруваат најмладите кошаркари на Баскет Дино Деликатес. Тие се борат за влез во Final Four надпреварите, со оглед што во досегашните настапи немаа ниту еден пораз. Сепак, на средбата со Куманово во гости загубија, со што на третата средба против Кумановци во Кочани ќе се одлучува кој ќе го продолжи надпреварувањето. Надпреварот меѓу Баскет Дино Деликатес и Куманово се игра во сабота во салата Сашо Лазаров Чапо со почеток од 17 часот.